Кога би можеле да ја изберете било која дестинација за вашата свадбена фотосесија, но и за вашиот меден месец, кое место би го избрале? Гледајте ја оваа епизода на Латана за свадби и можеби токму вам ќе ви ја исполниме желбата за свадбено патување од соништата. Фотографијата и видеото добиваат се поголемо внимание при организирањето на свадбата. Сакате вашите фотографии да ве представат на посебен, оригинален начин и да ја раскажат вашата приказна. Е токму на оваа тема има што да ни каже еден од најбараните фотографи, Мики Трајковски Манца. Мики, ако порано фотосесијата се правеше на брзина, на периодот од матично кон ресторан, денес се дава поголемо внимание на фотосесијата и слушаме за такви превединг сесии. Имаме и love stories, нешто што навистина оставаат убави спомени од овој посебен ден. Можеш ли да ни кажеш нешто за нив? Порано најверојатно и ни младите не предаваат толку многу значење на овие работи како свадбена фотографија. Сега веќе тоа е тренд, актуелно и кај нас, уште повеќе во светот. За да добиеме добра квалитетна фотографија и видео како love story, значи посебно е многу време. Затоа тоа време го одвоиме во некој посебен ден и затоа се наведува и превединг сесија или love story. Love story у принцип е буквално еден спот музички. Значи тоа е некоја numера што се одбира најчесто во договор со младите. Во време трајање од 3-3,5 минути колку што трае таа numера, се прави буквално storyboard или сценарио, се осмислува тој концепт и се реализира со помош на камера, тоа е најчесто ствари апарат, не е ни камера. Се добиваат убави моменти со помош на објективи, се користат различни во даден момент и се вади целата емоција, младите се у преден план и добиваме една убава love story. Превединг сесијата ти е исто сесија која се одвија во друг ден. Ја најчесто тие превединг сесии не ги практикувам да младите бидат во стандардно клише венчаница и одело, него идам на таа casual варијанта, спортска елеганција, каде што ми се поприродни и најчесто ги комбинирам тие фотографии со оние фотографии дента на самата свадба што се двојат. Се уште постојат парови кои што сакаат класична фотосесија, но има и такви кои што сакаат нешто неконвенционално. Каде ја бараат инспирацијата паровите за фотосесијата? Имаат најразлични идеи, значи тоа е веќе нивниот концепт самиот у себе што ги имаат. Тој концепт најчесто може да биде од некој нивни спомен во минатото кога се уште биле врска. Имав свадба, превединг таква една интересна сесија, значи тоа е на првиот крак во Грчка, на Посиди, тоа е еден Буда бар. Преубаво место, значи они таму си го прошле првиот одмор и инсистираат таму да биде сесијата. Мене не ми е проблем тоа, ја луѓе што сакаат да се сликаат, не ми е проблем тоа да им го дадам, отидов и направивме преубава сесија. Имаш ли ти некое свое омилено место за фотосесија? Скопје е реално град како град ограничен со некои места многу за фотосесии. Значи ние најчесто не само јас, сите ги практикуваме центарот околу музеот, чаршија, паркот, калето, туку близина ни е Козјак. Инспирација за добро место ми се само младите. Значи ако они зрачат со љубов и емоција, тоа е добро за совршена добра фотографија. Пред 2-3 недели имав едно матишно регистрација, свадбата им е на младите до година у јуни месец. Буквално направивме за 20 минути такви добри фотографии. Младите беа ко прв пат да се гледаат толку заљубени. Дори имав пофалба од светски фотографии, познати што ги следат моите слики дека се совршени сликите. Значи само они се битни. Не сликаме пейзажи, сликаме свадбени фотографии. Стално го напоменам тоа, младите се у прв план, значи мора да се извлече таа емоција од нив. Сигурно постојат многу интересни млади брачни парови кои што имаат необични идеи за фотосесија, па можеш ли некоја со нас да споделиш која и тебе ти била предизвик? Сега пред 10 дена имав исто една прекрасна фотосесија на Галишник. Они се многу интересен пар, брат. Тие се пар за почит. Она е албанка, он македонец и тоа толку им беше осмислено убаво, со кошнички за изглед, со пијачки, со
Целиот момент беше толку до детали планиран, мислам дека уживав тоа што го работев, буквално цел ден беше исполнет со љубов. Дали сакате свадбена фотосесија и меден месец во Париз? Ако одговорот е да, закажете ја вашата свадба во Латана и можеби токму вие ќе освоите свадбено патување во најромантичниот град на светот. Деталите за ова ги има Мики Манца. Мики, твојата продукција и Латана има една навистина интересна наградна игра за младите брачни парови. Еден млад брачен пар го водите на фотосесија и меден месец во Париз. Ова звучи како совршен свадбен подарок, па можеш ли да ни ги кажеш деталите како младите брачни парови може да влезат во игра за ова навистина примамлива награда? Да, пред неколку месеци дојдов на една идеја да им понудиме нешто на младиве што до сега не е ни понудено. Значи, освен она што се нуди како гратис торта, дел од овие пакети стандардни што ги има кај нас, ми текна идеја дека може младиве да им понудиме нешто што стварно ќе им остане за цел живот во сеќавање. Разговара со Горијан, ја прифати одма идејата. Значи, идејата е младиве да се однесат во Париз на 4 дена, каде што заедно мојава продукција Манца Вединг и Латана ги носиме. Тоа е воедневно свадбено патување и имаат можност лично со мене да добијат најубавата фотосесија што некад им снимам случајно на најубавите места во Париз. Начинот на да учествуваат во фактички ова наградна игра е да си закажат свадба во Латана, да ме одберат мене како продукција која ќе го овековечи нивниот најубав ден во животот. Добиваат вредносен ваучер од 50 евра, што веќе имаат и некој попус во тие пакети што се на нудење и што може да ги одберат. И на крајот од сезоната учествуваат во наградно излекување што ќе биде јавно, транспарентно, ќе можат и гледачи да го погледаат. Средниот добитник со нас иде во Париз и мислам дека тоа ќе им биде нешто стварно прекрасно и нешто спомен што ќе им трае вечно. Како тебе те инспирира амбиентот во Латана? Многумина знаат да кажат дека ова е место од бајките. И е место од бајките, значи самата идеја да го отвориш овој ресторан на ваква локација во Скопје, треба да си визионер. Значи местото е прекрасно, амбиентот е прекрасен, си над Скопје што реално кога и да дојдам дека да работам да ми се погоди свадба, значи самиот воздух е подругачи, попријатен е вако за самите гости. Амбиентот е светски, услугата е првокласна. Си го препознаваат тоа младите, затоа си доаѓаат. Значи нема веќе импровизација, него луѓето си го добиваат тоа што го сакаат. Наше е да им понудиме како Латана да се упонуди тоа и да се представи во најдобро светло. Верувам дека веќе ви е кристално јасно каде да ја направите вашата свадба и кој да биде вашиот фотограф. Освен што ќе ја кронизате вашата љубов во најубавиот амбиент во Скопје, ќе имате можност да заминете на меден месец во Париз. Вие го заслужувате тоа. Затоа побрзајте и закажете го терминот за свадба во прекрасната Латана.